И аз тебе те сакам. Джанан, јас малку ќе задоснам. Имам некоја работа. Ќе ти кажам после. Морам да го следам Кенан, во ред? Ми даде нешто. Штом нешто ми дава, ми мати некоја работа. Сакам да си бидам сигурна. Сите на нозе, станете и губете се. Ајде! Ајде, брзо! Ајде, брзо! Ајде, брзо! Ајде! Кој е газда на оваа штала? Што е работа, братче? Имам ли јас некој ваков брат? Никако, војче! Каде е Џефер? Џефербек цел месец не дошол. Џефербек? Штом го нарекуваш бек, зошто го пушташ во оваа штала? Бате, имаш некоја грешка. Бате? Па си запнал да ми бидеш мој брат, така е, нели? Мајка ми друг брат не родила песуеден. Немој. Џефер, каде? Немој, не те молам. Каде е Џефер? Немој те молам. Те да ти велам. Човечко суштество ќе дојде во твоето место, ќе си изгуби, ти не знаеш каде. На кого го продаде Џефер? Не знам, бате, не знам, жи се. Не знам, бате, не знам. Ти не ме слушаш, а? Овој не ме слушал. Џефер, велам. Слушаш ли? Каде? Не знам. Војче, не знае. Јави на секаде. Дознај дали некој го видел. На гробишта, болници, секаде прашајте. Уото. Или ќе го најдам Џефер, или на многу луѓе ќе им изгоре душата.
Готово. Има две нешта што најповеќе ги сакам во животот. Едното е да го држам нучето во скут, другото е да ја видам ќерка ми среќна. Јас ваква се родив, пораснав, остарав, господине Јашар. Ви се молам, уште сте млада. Така. На овој простор срамоте да се прави свадба. Ако не се одмазил, ке се посрамоти. Ама ова никој не го сака. Ниту јас, ниту ќерка ми, ниту семејството. Предпоставувам и Кенан не го сака тоа. Јас се законно. Сакав среќен син. Дури и ќерка ми среќна да ја видам. Сега би... Ниту еднаш ништо не ми побара од мене. Да е жива. Да, заврши ова работа. Не се знае кога ќе го убиеш Кашифоглу. Покрај тоа тој човек со години работел за државата. Може би државата нема да дозволи ќе го уапси. Само да ми дојде во рака. Ако треба, ќе одам во затвор да го задавам. Господјо Несрин, ако сакате за пусат да најдеме некоја и да го спасиме. Тој ниту од батко му мемати ке се одвои, ниту па ке сака да се ожени. Последна сабота на овој месец, Лимбур. Ајде, влези. Колку ти убава собата? Благодарам многу. Што значи обвинителство? Од каде го слушна тоа? Сите викат обвинителство. Куќата на мајка држава. Аха. Мајка држав, ама е смешно. Сакаш ли сокче, душа? Не сакам, благодарам. Што е тоа? Наметка? За облекување? Да. Твое? Мгм. Кога ги чуваш децата го облекуваш? Па некогаш. Зошто не го облечеш со мене? Ти си многу паметна и мирна, немаше потреба за тебе. Сакаш да бидам немирна? Колку си нечика. Всушност ти си нечика. Ајде облечи го. Види ја ти неа. Види се ти самата. Ајде облечи го. Видиме сега. О мај гад. Многу си убава. Ај, рекоа Лела дошла со дете. Не поверува?
Што правиш? Дефиле? Тетка Билсен има поубава наметка. А ти кои деца ги чуваш? Ах, шекерче, јас чувам едни лоши деца што не пораснале. Ич немаш среќа. Така е. Да си поиграм на лаптопот? Ајде, дојди. Јас ќе го пуштам. Бога ми, готово е. Жими се готово. Повеќе нема да се зафркавам со Пеја. Од сега ќе сменам лист и јас потполно ќе се дадам на работата. Земи го детето и донеси го. Пеја, каква врска има тоа? Ај, нема врска. Баре ми кумата да ја донесеше. Како и да е, девојчето не излегува ни од обвинителство, ни од болница. Која е Пеја? Мајчичката која е? Обвинителство што е? Оф, и ти да не прашаше за нешто? Не едно нешто, три. Ти ми дојде на работа и само за тоа ќе зборуваш. Патот кон срцето на мажот, низ желудникот и низ бебето бил. Многу ме напнуваш. Што и да сторам, ти ме напнуваш. Браво, ти ич не се откажувај. Како и да е, таа кокошка нема да го земе детето и да го однесе, ќе добиеш поени. Сега кажи ми како така слободно ќе влезе тука Кара? Човекот така слободно што не направи, па тука ако влезе многу ли е бе пат? Глумец, нели него не треба да го видат надвор? Како да оди во кандили, на сите страни разузнавачи, полиција. Мема ти, ако лисецот решил да влезе во кокошарник, преправен во петел ќе влезе. Брат, каков кюмес, ова е фарма за кокошки. Бисмилла. Повелеđa, Татко ти одам да го видам. оди види го свој татко. Ова не е пазар. Ти не му кажи му, Кара имам дојде. На Сабри Ефенди кажи му така. Ај трни се. Господине, прашува за вас овој господин. Твојот татко е господин. Тргни се, смотан, тргни се. Дојде Аџија. Господине, нема прегледавме тачната. Ке се мрднеш. Имаш ли абдес бе, смотан? Господ ке те казни. Боже, Боже. Боже. Што е овој циркус? Разбравме дека ќе дојдеш кај нас. Каква потреба имаше да правиш вакво шоу? Сабри, директоре. Јас колку години вака живеам, немој памет да ми продаваш. Кај бе Ефенди Кјашев Оулу. Немој внатре да направиш некој безобразлук. Тој нечестниот дојде кај вас да плаче, нели? Тој ќе плаче, ти ќе му простиш. Извади ја таа брада и така влезе внатре. Кара мојот збор го слуша. Ама понекогаш и по своја работа. Господине, ви се колнам, нема да ми се повтор, не верувајте. Ама и вие кажете му, треба да се откаже од тие работи и веќе да ја стави раката под каменот. А? Камен рече, Карпа дојде. А за тебе вела дека си болен. Кога ве гледам, господине, веднаш оздравувам. Веру Дарон. Сабри, се подмлади ти? Види, јас штом си ги видов чедата, со животот се исполни. И јас, господине. Секаде кажувам, чедото треба да биде како Кара. Нема да го погази зборот на татко му. Кара 10 години не излезе затоа што така му рековме. Никаде не се појави. Ова е посебна, фантастична послушност. Мене ми рековте сокри се, ама ме заборавивте, господин. Ние никого не забораваме, Кара, момче. И тебе не те заборавивме. Откичи болу Рейн од му